Во сабота овде на градскиот стадион имаме интересен надпревар. Јас не би рекол дека е дерби, бидејќи Тиквиш е второпласиран, а Вардар, односно нашите комши од Неготино се долу на табелата на втората фудбалска лига Исток. Ѓорѓи Мојсов, интересна историска средба би рекол, имаме повторна шанса да го наполниме градскиот стадион како во убавите добри времиња. Што треба да очекуваме од ГФК Тиквиш? Па, освен победа, ништо друго. Сепак ги респектираме Вардар од Неготино, како и секоја екипа што респектираме. Но сепак ние сме Тиквиш, знаеме нашата цел каква е и на секоја утакмица до крајот, не само со Вардар Неготино, сите 7 преостанати кола, ние одиме на тие 3 бода и се надеваме на уште некој кикс на Борец. Знаеме дека тоа се случи. Од 10 дојдовме на 5, така да мислам дека оние мои прогнози полека се остваруваат. Ги канам љубителите на фудбалот на Кавадарци да дојдат уште поголем број. И на Неготино? И на Неготино, да. Табелата не кажува дека е дерби, но знаеме дека каков е ривалитетот меѓу двата града, меѓу самите навивачки групи. Ние имаме група лозари кои што не поддржува на секој надпревар. Една од ретките навивачки групи кои што у Македонија, не само у ова наша втора лига, кои што го прати својот клуб. Тоа не е мала работа, благодарност до нив и мислам дека у сабота ќе бидат што поголем број. Стандардниот наш омилен фудбалски играч Вариловски овде на тренингот, во четврток ја снимаме ова изјава. Кои се твоите очекувања за сабота? Многу интересна средба. Вела дека е дерби, јас не велам дека е дерби, меѓутоа соседски убав надпревар кој постојано предизвикува многу публика. Па како и сите очекувања, значи моите се победа. Значи пред полн стадион, значи тоа е ретко со Македонија, моментално, значи гледаме, да, иако е втора лига. Табелата кажува дека бодевите треба да останат тука и се надеваме на заедничка прослава на сите, цела Кавадарци. Очекувате полн стадион? Да, и повеќе од полн се надеваме. Тренерот Димитковски Гањо ми препорача да разговарам и со младиот Антонио Јанев. Зошто? Па, минатото коло ми даде шанса, јас се покажав, се надевам дека и ово коло ќе играм прва постава, со надежда дека ќе победиме. Колку години има Антонио Јанев? Јас имам 17 години. Ти треба да играш во подмладокот или во кадетите? Во подмладокот, во пионерите. Како се снаоѓаш овие постарите волци? Па, потешко е, но ми помагаат тука по искусните играчи, како се Мојсов, Вареловски, Митрев ми помагаат да се вклопам во екипата. Добро, очекуваме да дадеш нешто и на оваа сега интересна средба во сабота, во 16 часот со Вардар од Неготино. Па јас се надевам дека ќе оствариме победа, ќе дадам 100% од мене да оствариме таа победа. Ти посакам успешна кариера. Благодарам.